Серијата измами, пријавената, ги сторила на начин што представувајќи се дека е вработена во базата на Бон Стил во силите на НАТО во Косово, како координатор за логистика, измамила повеќе лица од Република Македонија, ветувајќи им вработување како шофери, кафекуварки, собарки и слично, а на оштетените кои имаат фирми, дека ќе им среди да добијат тендери за снабдување на базата со храна, пијалоци, средства за хигиена и други потребни артикли. Оштетените за таа цел требало да аплицираат со CV, фотокопија од лична карта, фотографии, дека собствениците на фирмите доставувале и целосна документација за регистрација на фирмата. Оштетените исто така требало да платат и одредена сума на средства за вработување или аплицирање за тендерот. Физичките лица плаќале сума од околу 6000 денари, додека правните лица плаќале од 1500 до 2500 евра. Со пријавената извршен е разговор со цел расчистување на кривичното дело. Во тој разговор во целост го појасни начинот на извршување на делото. Во крим евиденцијата на Министерството за внатрешни работи, пријавената минува за сторени кривични дела од имотни деликти и кривични дела против правниот сообраќај. Против истата до моментов се поднесени 4 кривични пријави. Вистина ли е дека за неа токму ви информирал генералниот секретар на НАТО Расмусен? Да, на 4 јуни имаше средба помеѓу Министерката за внатрешни работи со амбасадорот, во кој тој праша докаде е постапката за пронаоѓање на измамничката за која бил информиран директно од НАТО.